Температурните шокови изминативе денови кога температурите од околу 40 паднаа на 20 на степени Целзиусови ги наполни амбулантите. Лекарите велат дека најосетливи на временските осцилации се хронично болните, но неретко и здравите лица. Ние сме сведоци дека последните денови, односно последната недела, имаме драстични промени на временските прилики. Значи имавме многу високи температури, дури 40 над 40 степени, каде што имавме случаи на пациенти кои ни идеа кај нас и со топлотни удари, значи ќе излегуваат од многу свежо место на седење со климатизирано и после одма надвор, и тоа нормално дека влијаеше врз здравјето на пациентите. На сите луѓе во главном во градот, во државата и на секада, а поготово на оние што се поосетливи, и после тоа нели имавме драстични паѓања на температурите дури и до 10, и нормално дека тоа влијае врз здравјето на сите пациенти. Има нормално вртоглавица, има главоболки, има некој како внатрешен страв осеќаа пациентите, голема малаксаност, и со тие им беа симптомите со кои се јавуваа во нашите ординации. Нормално дека бројката малку и се зголеми на пациентите кои идеа во нашите ординации. Сега пак кога се најавува повторно зголемување на температурите, лекарите со препораки да се внимава најмногу со храната поради стомачните вирози. Ние препораките вообичаени ги даваме за топлотното време, значи да внимават со облеката, значи лесна облека која е со светла боја, кога имат потреба да излегуваат, да носат заштитни капи, да носат чадори, да не излегуваат без потреба на оној пик што е временски од 11 до 17 часот, да консумираат што повеќе течности, односно да консумираат вода повеќе, да не јадат храна која е конзервирана, да јадат свежа храна, убаво храната да се мие, да седи во ладна вода барем пола сат или повеќе, бидејќи знаеме дека храната е со многу пестициди, за да не дојде до некој проблем во нивното здравје, бидејќи зачестени се вирозите, оние стомачни вирози кои се пропратени со пролив, со повраќање. Со такви симптоми повеќе ни доаѓаат пациентите во летно време, зборам за сите пациенти. Исмаили советува следниот период кога се очекува повторно температури околу 40 степени, граѓаните да внимаваат и да не се изложуваат на сонце кога е најтопло, да се пие повеќе вода и да се јаде лесна храна.